Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренеси со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Вчера беше празникот раѓањето на Пресвета Богородица, почитувани слушатели, а денес е Света Ана и Јоаким. Нека е напомош, а оние кои ги носат овие имиња, нека им се честити и вечни. Вечерва продолжуваме со македонските цареви, а исто така ќе ве подсетиме и за војводата Велешки Миле Попјорданов, но потоа со една моја песна која ја напишав по повод 33 години од обстојувањето на Република Македонија, за да потоа дадеме кратки вести, блиц вести и на крајот мојот коментар на неделата. Најпрво да се подсетиме на една стара народна македонска песна, а овој пат по желба на нашиот сонародник и музичар Ице Димитровски, да отпочнеме со песната Седенка се збира, кој, подсетувајќи се на неговата покојна мајка, кога ја пееше истата песна, а ние да ви посакаме пријатна разонуда. Седенка
Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. Идната сабота е голем историски настан за нас македонците во Торонто и околината, но историски настан воопшто и за Македонија. 55 години од емитувањето на радиопрограмата Глас од Македонија како најстар македонски радиочас во иселеништвото. Банкицо вечера, а потоа општо народна веселба игранка, на која ќе ве забавуваат познатите солисти Фана Шомова, Смилјан Доновска и Жаклина Марковска со музичарите Аци Илиевски, Горан Илиев и Ице Димитровски, но ќе има и изненадувачки дует. Како специјален гостин од Мала Преспа, Албанија, ќе допатува лидерот на единствената македонска партија, Македонска алијанса за европска интеграција, историчарот професор Васил Стериовски. Не ја пропуштајте ова можност, почитувани слушатели, да дојдете сабота од 7 часот навечер во големата сала на црквата Свети Климент Охридски. За возрастни цената е $70, а за деца до 12 години $20. Картите се пуштени во продажба, а можете најдоцна да ни се јавите до четврток утрото. Телефонот е 647-780-6549. Да повторам, 647-780-6549. За вашите семејни слави, крштевки, родендени или било какви манифестации на располагање ви стојат трите модерно опремени сали на црквата Свети Климент Охридски во Торонто. Но не само тоа. Во неделите, а исто така и за празници религиозни, повелете на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Телефонот е 416-421-7451. А сега еве и една специјална честитка. Имено нашата сакана Марија Белчевска Шатоу вчера го славеше нејзиниот имен ден, но денес пак нејзиниот роден ден. По тој повод нејзиниот сопруг Бени со нас родителите Никола и Драгица, исто така свекорот Жил, свекрвата Карен, сестрата Христина, братот Александар, сната Алекса, внуките Мила и Маја Белчевски, како и золдите Алисон и Мариса со своите сопрузи, на нашата Марија и посакуваат пред се најубаво во низивниот живот, до вгодина да не израдува со рожба, но и други радости да се редат заедно со незиниот сопруг Бени. Марија, честит роден ден и честит имен ден.
Да повторам уште еднаш дека идната сабота е голем историски настан, всушност 55 години од емитувањето на радиопрограмата Глас од Македонија. Банкетот со вечера, а потоа игранка ќе биде во големата сала на црквата Свети Климент Охридски, каде ќе ве забавуваат познатите солисти Фана Шомова, Смилјан Доновски и Жаклина Марковска со музичарите Аци Илиевски, Горан Илиев и Ице Димитровски. Како специјален гостин од Мала Преспа од Албанија ќе допатува професорот по историја, а и лидер на единствената македонска партија, Македонска алијанса за европска интеграција, Васил Стериовски. Повелете, почитувани слушатели, на вистина ова е историски настан, а со тоа и си го покажувате своето македонското, да речам, колку во душата ви лежи македонството. Токму ова вечер ќе биде за да вие се осеќате пријатно како да сте точно во Македонија. Отпочнува од 7 часот навечер во големата сала на црквата Свети Климент Охридски. За возрастни цената е $70, за деца до 12 години картите се $20. Јавете ни се, претходно реков, до четврток, меѓутоа мора до среда сабајле да им дадам тотален број, затоа ве молам, јавете ни се на 647-780-6549. Да повторам, 647-780-6549 и обезбедете си карти или билети. А сега да продолжиме со македонските цареви, што Западот ги нарекува византиски, односно со царевите од втората македонска империја. Продолжуваме со царот Лав, кој бил роден 401-та, а живеел до 474-та година, владеел од 457-та до 474-та година како војник. Лав II живеел од 467-та до 474-та, владеел 474-та година, внук на Лав I и син на Зенон. Зенон живеел од 425 до 491 година, владеел од 474 до 475 година, зет на Лав I. Василиск не се знае кога бил роден, но живеел, односно умрел 477 година, владеел од 475 до 476 година, узурпатор, шура на Лав I. Зенон владеел од 476 до 491 година, второ владење. Анастаси I живеел од 430 до 518 година, а владеел од 491 до 518 година, дворски чиновник, зет на Лав I, на престолот дошол откако се оженил со вдовицата на Зенон Аријана. Јустин I роден 450-та, а умрел 527-та година, владеел од 518-та до 527-та година, офицер во царската гарда. Јустинијан I живеел од 482-та, а умрел 565-та година, владеел 527-та до 565 година, внук и посветен син на Јустин I, прогласен за светител. Инаку да спомнам дека Јустинијан I беше тој што ја креира Македонската православна црква Охридска архиепископија во 535 година, за да потоа Македонската православна црква како мајка на сите новокомпонирани држави, како што е Србија, Бугарија, Грција, Русија и така Романија и така натаму. Значи, Македонија и Бугарија би сакала да речам дека Македонската православна црква Охридска архиепископија е мајката на сиве овие, да ги наречам, ќерки на црквата наша. Јустин II
Живеел од 520 до 578 година, владел од 565 до 578 година, внук на Јустинијан I. Тиберий II Константин живеел од 540 до 582 година, владел 574, 578 па се до 582 година. Посвоен син на Јустин II. Маврики Тиберий живеел од 539 до 602 година, владел од 582 до 602 година, зет на Тиберий I. И за денес Фока Тиранинот, не се знае кога бил роден, но умрел 610 година, владел од 602 до 610 година како узурбатор. А сега да одиме со историјата, да речам, да се подсетиме на гемиџијата, односно братот на гемиџијата Орце Поп Јорданов, односно Миле Поп Јорданов. Според една верзија, на 21 септември 1902 година, според некои извори 1901, според друга верзија на 23 декември во родниот Велес во Џајково Мало, во борбата против османлискиот аскер, откако снемал муниција, се самоубил македонскиот револуционер Миле Поп Јорданов. Тој е постар брат на гемиџијата Орце Поп Јорданов, водачот на групата позната како Солунски атентатори. Поради неговата прерана смрт, водејќи се од идејата за слободна Македонија, тој не создаде семејство, не создаде пород, но сепак не создаде сите нас. Сите ние сме дел од идејата на Миле Поп Јорданов. Бог да го прости Миле Поп Јорданов. Миле Поп Јорданов за народ загина, за Македонија. Гласи една од пораките на помените што всушност и ВМРО ДПМН ги одржува во Велес. Миле Поп Јорданов е роден на Којник во Велес во 1879 година. Тој бил просветен деец, учесник на македонското револуционерно движење, секретар и војвода на ВМРО. Во негова чест е испеана и познатата песна "Болен ми лежи Миле Поп Јорданов", која е и официјална химна на градот Велес. Миле Поп Јорданов на Велешки Поп Орданов е најстариот син на Јошо и Султана Поп Јорданови од Велешкото Мало Којник. Покрај брат му Орце Поп Јорданови имали 4 ќерки: Елена, Марија, Павлина и Олга. Павлина Поп Јорданова била омажена за братот на истакнатиот македонски револуционер и член на гемиџиите Павле Шатев. Ѓошо бил голем трговец и чорбаџија, имал голем имот, работел трговија со кожа и риба. Иако бил син на чорбаџија, Миле Поп Јорданов не можел да гледа како народот страда под робството, па Миле и Орце биле под големото влијание на француската револуција. Кај нив дома сите се служеле со француски јазик. Еден од описите за Миле Поп Јорданов е: имал тркалезно лице, бело лице, широк нос, сини очи и руса коса, среден нараст, средни долги раце со дебели прсти. По карактер бил приказлив, весел, остроумен и шегаџија. На крајот од 19. век, кога сите балкански држави се ослободиле, а само Македонија останала под робство, браќата Поп Јорданови, гимназијалци, Орце во Солунската гимназија Свети Кирил и Методи, не можеле да се помират со таквата состојба. Како интелектуалци биле задоени со идејата за самостојна Македонија. Миле се школувал во Битолската неполна машка гимназија и духовната семинарија во Цариград. Иако по желба на неговиот татко е запишан во семинаријата во Цариград за да биде свештеник, Миле поради своите напредни идеи, својот бунтовнички менталитет и револуционерната активност бил исклучен од семинаријата. Се посветил на учителскиот позив во Велешкото Горно и Долно Чичево, како и во Дедино Радовишко и други места. Како активист во револуционерната организација се вклучил во Реонската чета, која действувала во Радовишко и активно соработувал со Гоце Делчев. Бил секретар на четата на Алексо Поролијата, но поради проневера тој бил сменет и војводскиот чин Гоце Делчев му го дал на Миле Поп Јорданов. Откако се разболел, со тројца комити се вратил од својата чета во Велес за да закрепне. Но за жал, наместо да закрепне, заминува од овој свет.
Бил наклеветен од велешкиот шпион Тасе Коцкарот. Кога го известили дека е предаден, ноќта со тројцата другари низ велешките сокаци се обидел да го напушти градот. Откако ја минале реката Вардар за да продолжат кон Штип, кај општинското училиште имало поставено турски аскер, при што дошло до жестока престрелка. Тогаш Миле Поп Јорданов наредил тројцата другари да се повлечат, а тој почнал сам да пука кон аскерот, се додека имал муниција. Кога му останал последниот куршум, за да не падне жив во раците на аскерот, си го одзема животот. Турскиот командант наредил телото на мртвиот војвода да биде поставено на прометно место во Велес и секој што ќе го препознае да биде заробен. Сите кои минувале знаеле што следува, па минувале со наведнати глави и молк, иако знаеле кој е убиениот. Но една од сестрите на војводата вриснала кога го видела телото на својот брат. Миле Поп Јорданов е погребан на гробиштата во црквата Свети Пантелеимон во Велес. За него е и опеана песната "Болен ми лежи Миле Поп Јорданов". А ние вечерва да одиме да го заокружиме овој прилог, да го наречам, со една песна од мојата поезија, што туку ја напишав по повод 33 години од осамостојувањето на Република Македонија. Стои 11 години измина, кога дивите зверови те рассекоа на 4 дела, за да цицат од твојата крв македонска, и не се заситија. 1991 светна сонцето на Македонија, но само во таа наша Македонска република. Светна сонцето на Филип II Македонски, испуштајќи зараци до Пиринот, до Егеот, до Мала Преспа, но тоа беше само за расување очи. Ова година е 33-тото лето. 33 години на распајке. 33 години понижувани, уценувани, непризнаени. Ако Христос го распна на крст во неговото 33-то лето во еден ден, Боже, прости ме, но нас не распнуваат 33 кобни години и ете, пак обстојуваме. Христос воскресна, а и ние македонците ќе воскреснеме, зашто Господ Бог е од ова света земја наречена за Македонија. Затоа и ќе обстоиме. Воскресението за Македонија доаѓа. Доаѓа и Господ Бог за да повторно ја освети ова наша апостолска земја. Доаѓа Христос за да со света вода ги попрска сите реки и езера, планини, долини, села и градови, за да попрска со света вода секоја една куќа, да го попрска секој еден македонец, за да за секогаш ѓаволските души, ѓаволските слуги се истребат еднаш за секогаш и никогаш повеќе не се вратат, а Македонија вечна повторно да биде вистинскиот рај на земјата. Volen mi
И после ова numera што ја слушнавте, ова убава песна, да одиме и со блиц вестите од Македонија. Уставниот суд ќе испитува уставноста на балансерот, а во меѓувреме замрзнати се сите вработувања по етнички клуч. Тројца од судиите се изјаснија против иницијативата. Судот за одредбите за кои поведе постапка изразува сомнеж дека со нив се доведува во прашање уставно загарантираниот принцип на еднаквост на граѓаните пред уставот. Вработувањата по етничка линија во државните институции ќе бидат времено замрзнати, се додека уставните судии не се произнесат за нивната уставност. По долга и исцрпна дебата, Уставниот суд ја прифати иницијативата од минатиот состав на антикорупцијска комисија, со која беше оспорен така наречениот балансер при вработувањата. Оспорени се членови од законите за вработените во јавниот сектор и за административни службеници, во делот припадност на заедница, како и во правилникот за вработување. Судот по собствена иницијатива ги прошири сомнежите за неуставност и незаконитост и поведе постапка и за други одредби од истите закони, како методологијата од 2016 година за вработувањата по етничка линија. Судот изрази сомнеж дека за одредбите за кои што поведе постапка се доведува во прашање уставно загарантираниот принцип на еднаквост на граѓаните пред уставот, утврден со членот 9. Понатаму, уставната гаранција дека секому под еднакви услови му е достапно секое работно место, утврдено со членот 32 од Уставот, како и членот 54, според кој ограничувањето на слободите и правата на граѓаните не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, вера, национално, социјално потекло или општествена положба. Во долгата расправа уставните судии имаа различни ставови. Против иницијативата се изјаснија тројцата судии Осман Кадриу, Насер Ајдари и Фатмир Скендер. Председателот на Уставниот суд и судија известител по предметот Дарко Костадиновски нагласи дека не станува збор за укинување на нечии права. Според него оваа мерка ја има исполнето својата цел и само мерит системот и компетентноста треба да се единствен критериум за вработување и унапредување. Дека балансерот не е уставен и предизвикува дискриминација при вработувањето, согласни беа и повеќето од останатите судии, иако имаа различни аргументи. Апсолутно не гледам причина општеството да трепери од нашата одлука. Ниту земаме, ниту даваме нечие право. Не верувам ниту дека ќе создаде правен вакуум. Факт е дека овие алатки ја помагаат примената на овие уставни норми и законодавецот уште утре може да седне и да донесе насоки за нивна промена. Според судијата Осман Кадриу, индивидуалните злоупотреби од поединци не може да се толкуваат како општа појава, а со усвојувањето на иницијативата според него ќе се суспендира самото уставно загарантирано право на сите немнозински заедници.
Застапеноста на помалите национални заедници е загрижувачка и ги нема. Замислете, ако се укине правото, тогаш ќе немаме никаква застапеност и правата на немнозинските заедници ќе бидат укинати. Од антикорупцијска комисија во иницијативата укажаа дека припадноста е лично чувство на граѓанинот и како такво може да биде менливо. Нотираат дека со примена на оспорените законски одредби се загрозуваат основните слободи и права на човекот и граѓанинот, слободното изразување на националната припадност, соодветната и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во јавните институции. Околу одлуката на Уставниот суд со остра реакција согласи коалицијата Вреди. Прстот го вперуваат во ДУИ и во потребата на, како што обвинуваат, криминални структури од претходната власт за создавање меѓуетнички проблеми и дестабилизација. Работиме на решавање на проблемот со правичната застапеност на албанците во институциите, но на адекватен, систематизиран и кодифициран начин, што ќе се реши со нов закон на кој што веќе се работи. Велат од Вреди. Принципот на рамноправна и правична застапеност е гарантиран со Уставот и тој не може да биде оспорен и поништен, дури ниту од страна на Уставниот суд, се наведува во реакцијата. Сочелниците на ЕУ во фокусот ќе биде планот за раст, изјави премиерот Мицкоски пред утрешната средба со председателката на Европската комисија фон дер Лајен. Има голема фрустрација кај македонските граѓани поради вештачки наметнатите пречки, кои што ги нема ниту една друга земја. Ова го изјави Мицкоски ке им го пренесе на европските челници. Ќе ги штитиме националните интереси. Аргументите се на наша страна, изјави премиерот, кој не откри дали ќе зборува за уставните измени со одложено дејство, но кажа дека по ова прашање позициите на владата се јасни. Тој посочи дека на средбите во Брисел ќе биде отворено прашањето за избегнување билатерализација на процесот. Сакаме да зборуваме за вредности, но и да знаеме, ако го почнеме процесот, кога ќе станеме членка на ЕУ, истакна Мицкоски. Сакаме да ги представиме аргументите, сакаме фрустрацијата која што чувствуваат македонските граѓани да ја пренесеме таму, бидејќи таа е голема, огромна. Повеќе од деценија и пол откако и официјално го добивме првиот позитивен извештај од страна на Европската комисија за почнување на овие преговори, ние не сме во можност да почнеме, не заради тоа што не ги почитуваме копенхагенските критериуми, не затоа што не сме љубители на европските вредности, туку затоа што има вештачки наметнати пречки кои што ниту еден народ, ниту една држава ги немала како што ги имаме ние. Теми на обвинети за грабнувањето и убиствата на 14-годишната Вања Ѓурчевска и 74-годишниот Панчо Жижовски минатата година се изјаснија за невини на денешното прво ручиште во судот во Скопје. Обвинителството тврди дека извршител на убиствата е Љупчо Палевски Палчо, додека останатите биле соизвршители и помагачи. Им се заканува казна од 10 години до доживотен затвор. Зоран Јаневски го следеше процесот. Обвинетите за убиствата на Вања и Панче не се чувствуваат виновни. Денеска заедно седнаа во кривичниот суд да слушнат зашто се гонети, ама сите негираа дека учествувале во грабнувањето и убиството на девојчето и пензионерот. Велибор Маневски го криеше лицето пред телевизиските камери, додека останатите обвинети разговараа со своите адвокати. Обвинителката Жаклина Крстевска-Јосифовска предложи целото судење да е затворено за јавноста, бидејќи така барале мајката и сестрата на Вања, но обвинетите и судот одбија. Еден од најтешките кривично-правни настани кои ја вознемирија јавноста беа првите зборови со кои обвинителката го почна својот говор. Обвинетите добро се познавале, убиствата одамна ги спремале и секој до најситен детал ги знаел своите обврски. Грабнувањето на Вања го планирале за 24 ноември, а го реализирале 2 дена подоцна, бидејќи тогаш девојчето само одело во училиште, тврди обвинителството. Грабнувањето на малолетната Вања било извршено со намера некој друг член на незиното потесно семејство да го присилат да стори нешто, да даде парични средства на обвинетите за нејзин откуп. Само таткото на Вања знаел дека таа кобниот ден ќе оди сама, бидејќи наставата за незината сестра почнувала 1 час подоцна. Велибор, Боре и Владко по осмислениот пат од Палевски дошле пред зградата, на влезот ја врзале со пластични стеги и во вреќа за спиење ја ставиле Вања во колата на велешанецот Жежовски. Палчо ги чекал кај Визбегово, возел пред нив до местото Дупки.
Ја доближиле до дупка која претходно ја ископале со околу 180 см должина и 60 длабочина, со пиштол непозната марка од 9 мм, обвинетиот Палевски преку перничето кое го нашол во близина испукал еден куршум во главата на Вања. Откако обвинетиот Палевски ја извадил вреќата за спиење, го закопале телото во ископаната дупка, а потоа во нива во атарот на село Бразда го запалиле Цитроенот. На скоро идентичен начин бил убиен и велешанецот Жежовски, застрелан во главата, а потоа закопан во дупка која претходно ја ископале. Откако слушнаа дека се обвинети за грабнување и убиство, сите се изјаснија за невини. Најмногу аргументи понуди Палевски. Смета дека со неговиот прогон обвинителството извршувало политичка наредба. Немало докази од комуникација која укажувала на планирање на убиствата. Критичниот ден бил во банка, а во судницата тврдеше и дека таткото на Вања е наместен од полицијата. Праша и зошто обвинителството не кажало дали и каков откуп се барало за девојчето. Обвинителството тврди дека дупката за оштетеното дете е копана претходно, па тоа значи дека е претходно одлучено да се убие детето, а не да се засолни, да се бара откуп. Но и тоа не може да го докаже, ниту пак има некаква смисла. И мотивот е погрешен, вештачки, и затоа таткото Александар е колатерална штета во оваа постапка. Ѓорчевски, кој одговара дека му кажал на Палчо кога неговата ќерка оди сама во училиште, се понуди да помогне во расветлување на случајот. Низ солзи зборуваше дека не го познава Палчо, бил жртва и наместен од полицијата. Јас загинав на 27 ноември. Чувствувам болка што не може да се објасни со зборови, но во овој процес ќе помогнам целосно да се расчисти оваа работа со имиња и презимиња. Неговиот бранител пак смета дека тврдењата за вината на Александар се неосновани и паушални, иако разведен и бил посветен родител. Он е класично злоупотребен. Неговите действија кои ги преземал во насока на самостојна истрага се злоупотребени и погрешно протолкувани. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. За сите оние кои живеат во градот Маркам и Стоувил, да ве известам, почитувани слушатели, за пратеник или МП на канадскиот парламент оди наш сонародник со македонско потекло по татко од село Прокопана, а по мајка од село Вмбел, тоа е Даниел Мейсин или Масин. Подетално ќе ве запознаеме во идната наша емисија, а вие доволно е да го поддржите овој наш сонародник, да имаме барем и ние некој македонец во овој канадски парламент. Реков, идната недела ќе ве запознаеме повеќе, но затоа пак Ден или Даниел Мейсин ќе биде наш гостин на прославата в сабота, што е по повод 55 годишнината од радио часот Глас од Македонија. Ако се уште не сте зеле влезни карти, повелете, јавете ни се на 647-780-6549. Да повторам, 647-780-6549. Ке имаме и гостин од Македонија, односно од Мала Преспа. Тоа е големиот, би рекла, патриот, инаку лидер на единствената македонска партија во Албанија.
Тоа е Васил Стериовски, кој ќе биде овде меѓу нас, но пак за ваша забава, за да се развеселите низ целата вечер, меѓу нас се познатите солистки ние Фана Шомова, Смилјан Доновска и Жаклина Марковска, придружени од музичарите Аце Илиевски, Горан Илиев и исто така и Ице Димитровски. Но ќе има и еден изненадувачки дует. Цената е $70 за возрастни, а за деца до 12 години е $20. Јавете ни се, мораме да им се јавиме во црквата кај шефот најдоцна до среда утрото. Јавете ни се во овие 2 дена на 647-780 6549 и обезбедете си место на овој историски значен настан, македонски настан, да речам. Но сега, пред да одиме со мојот коментар на неделата, слушнавте на вестите како поранешниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски го окриви Љупчо Палевски Палчо и го нарече, место да рече осомничен, тој рече монструмот минатата година на пресконференцијата и убиец. Но приказната дефинитивно нема да е така. За жал, новинарите од станицата што ги дадоа вестите, дадоа токму само што рекол Оливер Спасовски. Но да одиме со ред. Идната сабота реков дека е големиот историски настан, но ние ќе одиме со мојот коментар на неделата. Покри другите 2 настана што се случија во Македонија, а тоа е посетата на председателката на Република Македонија Гордана Силјановска-Давкова во Бугарија и првото рочиште, првото излегување на суд на осомничените за убиството на 14 годишната Вања Ѓорчевска од Скопје и Панче Жежовски 74 годишен од Велес, која во јавноста на Република Македонија, а можеби и во регионот е, да наречам, табу тема. Најпрво ќе отпочнам со судењето на осомничените за двојното убиство но нема да зборувам за сите, туку само за прво осомничениот Љупчо Палевски Палчо. Додека тужителот или јавното обвинителство го товари Палчо дека тој е сторителот на злосторското дело, тој пред сите присутни, а поготово и пред екипите на повеќе ТВ станици кој демантираше на сето тоа, дека во тоа време, зборувам за Палчо, рече пред сите нив во судницата, кога се случил настанот, тој бил во банка и побара подхитно да се земе снимка од камерите за тој ден и тие неколку часови што беше во банката, а бидејќи банката не му дава снимка на неговиот адвокат, Палчо побара од јавното обвинителство да ги презентира, да ги покаже пред јавноста снимките од уличните камери што полицијата ги зела, но многу повеќе бара да се представат снимките што таткото на Вања Александар Ѓорчевски му ги дал на полицијата од камерите на приватните фирми во Скопје околу аутата или колите каде се движеле и поготово како што вели Палчо, таму може да се види во аутото дека кој е човекот што возел, зашто Палчо вели тоа ауто не го возев со недели. Значи, Палчо бара дефинитивно јавното обвинителство да земе снимка од самата банка, а нормално и да ги представи снимките од уличните камери и приватните камери. Инаку од отисците врз убиените Панче и Вања нема никаков ДНА или ДНК. Од мене вели Палчо, зашто тоа не го покажете пред јавноста. Јас кога го продадов станот или апартманот, тоа беше договор со татко му на Зорица, која и нејзине ја познавав, а Ѓорчевски Александар Бремич, зашто Зорица се уште беше малолетна или тенејџерка, вели Палчо Палевски и побара на следното рочиште, што ќе биде идниот месец,
дефинитивно, обавезно да дојде мајката на убиената Вања Зорица Ѓорчевска, иако таа одбила, но по инсистирањето на адвокатите, а најмногу на Палчо, Зорица е приморана за идното судење на осомничените таа да сведочи. Сега да се свртиме на она државното. При посетата на Силјановска Давкова за некаква си културна манифестација во Софија, отиде во посета на Бугарија и се сретна со председателот Румен Радев. Меѓутоа Радев не ја дочека македонската председателка со македонскиот национален символ, со македонското државно знаме. Но мудрата и ретко интелигентна наша председателка Силјановска Давкова со ведра насмевка, а потоа со пријатен разговор, но индиректно кажување на Радев дека Македонија нема да дозволи од она што некој бара, а не е негово, таа да промени. Меѓутоа, исто така таа рече дека како соседи треба да се почитуваме едни со други, пред се како државотворни нации, односно две нации кои се и соседи, и се надева дека ќе продолжи нивното добронамерно соседство во позитивна насока. Едноставно, таа мала по раст жена, но гигантна интелигенција и мудрост му удри шамара на бугарскиот председател за да јавноста, но не само македонската, туку и бугарската, туку и светската јавност го видоа простилокот на еден така наречен председател на ново компонирана држава од 19 век, која Западот ја креира, што се вика Бугарија, а тоа е Румен Радев. Место тој да се покаже како вистински домаќин и кога ќе разговараат, тоа е веќе друго. Овој Радев си го покажа не само простотилакот, туку и наетот, а многу повеќе пак стравот од тврдокорноста на македонскиот народ на чело со Силјановска и Мицковски, дека нема да дозволиме нашата историја, јазик, култура, традиција, а најмногу нација да ни ја приграби некој друг, како тоа што се направи со Грција, но и тоа ќе се врати, кои не заслужиле, зашто тие се дојденци, зборувам за бугарите, на таа земја што денес од Западот е наречена Бугарија, а таа земја е македонска. Од друга страна, има една анегдота или една приказна. Вели, кој ти го ископа окото? Братот, па зато е толку длабоко. Кон овој контекст ќе се надоврзам на следното. По ослободувањето или после Втората светска војна, кога Јосип Броз Тито беше председател на тогашната Федеративна народна република Југославија, а во Бугарија Ѓорѓи Димитров, председател, македонец по потекло, Тито му отстапи што бугарските фашисти ја направија штетата врз македонскиот народ 25 милиони долари, а за возврат Тито побара од Димитров македонците што се во Бугарија да бидат признаети како македонци. Така и се случи, зашто од 1946 до 1948 година многу учители отидоа во Пиринска Македонија, но и во Мала Преспа Албанија, да ги изучуваат македонските деца и повозрасни на македонски литературен јазик, а меѓу нив во Бугарија пак беше во Пиринскиот дел познатиот писател од Брајчино Мето Јовановски. Со доаѓањето на власт на Тодор Живков почна промени. Меѓутоа има и друга анегдота. При некоја посета помеѓу Тито и Тодор Живков, а со нив бил и Крсте Црвенковски, Тито го прашува Живков: зошто ги негира македонците како нација, кога не се бугари во самата Бугарија, туку се само македонци? А Живков насмеа, но повеќе со искреност се рекол: ако јас ги признам македонците како народ, најголемиот број во Бугарија се од македонско потекло, а потоа они од турско, влашко, циганско, и што остана? Само 5% сме вистински бугари, односно татари дојдени од Средна Азија. Тогаш, што ќе стане со нацијата бугарска? Ова, почитувани слушатели, е вистинска приказна.
Но сега да се вратам на македонското тло. Силјановска во Македонија од страна на опозицијата или поточно од страна на партијата на СДСМ и албанската на Али Ахмети Дуи беше дочекана со големи критики. Најпрво да одиме од самите нас. Кога некој ќе те покани на гости, ти одиш како гостин и тоа што ќе ти го дадат, што ќе ти го понудат, било пијалок или јадење, доколку сакаш ти го прифатиш, па ќе јадеш или пиеш. Исто така, зарем имаат муцка овие скапани, би рекла, идиоти од таа ненародна власт и партијата на Али Ахмети и сега на Филипче. Така да се изразам, едни што се можат да бидат, ама не македонци, зборувам за СДСМ и за Дуи. Да критикуваат кога тие исти ја ставија Македонија во бездна, во една длабока дупка или во жива песок, од која токму ова власт на Мицковски се мачи да не извади. Тие исти СДСМ овци за време на нивното владење беа под национален символ или знаме на друга држава, што се вика Албанија, што такво нешто подхитно треба да се смени, да ова влада мора да побара од албанската партија на Али Ахмети Дуи да го променат тоа нивно партиско знаме, затоа што тоа припаѓа само на Албанија. Треба да им се отстрани тоа знаме. Каков резил од нив? Друго, кога дојде представник од Холандија, па и од Австрија, во знак на дочек, предходната влада им поставија национално знаме од други држави. Каков абсурд и срам пред светската јавност од нивната невнимателност и простилак, би рекла. Меѓутоа да се вратам на Силјановска. По нејзиното враќање во Република Македонија, од кабинетот се испрати протестна нота до бугарскиот председател Радев. Но старите велат, воле си е воле, а тоа е сигурно не за никој друг, туку за Радев и за сите таму татарски племиња. Јас да упатам честитка со големо браво до Гордана Силјановска Давкова за нејзината мудрост и да завршам со една стара поговорка. Кучињата лаат, а караванот оди. И на крај пак да ве подсетам, во 2014 година од една руска институција се појави карта или мапа на цела Македонија, каде Бугарија и Грција ги нема на самата карта, а пишува, насловот е Македонија во следните 50 години. Бидете ми здрави и живи, почитувани слушатели. Со тоа се ближат и последните 3,5 минути до крајот на нашата вечерашна емисија. Повелете сабота, почитувани слушатели, на големиот историски настан во црквата Свети Климент Охридски. Земете си карти и јавете се на 647-780-6549. А ние ве поздравуваме со добра мисла за пријатна седмица, со желба да не слушате идната недела од 6 часот навечер на 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со радио Часот глас од Македонија. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ. Желба на нашите
Teško